понеделник не донесе ништо ново за кочанските оризопроизводители, кои на ресорниот министер до денес му дадоа крајен рок за исплата на субвенциите. Сметките се уште се празни, а за останатите долгови извршителите им дишат во врат. После ова велат, нема ништо што ќе ги сопре да протестираат на патот штип кочани. Долго очекување субвенции не ги добивме и нити имат намер да ги сплаќат. Затоа сме принудени на 23 ден вторник од 10 часот патот штип кочани ќе биде блокиран. Ние друга опција немаме. И во 5 мерки ние сведоци не сме опатени. И мислам дека овој ги минаа сите граници. Мисли некој површна информација е кога ќе се исплатат, што ќе се исплатат. Значи, како ние да не постоеме. Откако парите не им легнаа до 31 декември, оризопроизводителите сега добиле нови ветувања, дека со исплата ќе се започне од 1 март. Ваквото одоговлекување лошо ќе се одрази на престојната сеидба, која треба да стартува за околу 2 месеци. Дека од 1 март ќе почне да се исплатат субвенциите, што ние воопшто не веруваме. Ние се потрет пат изграждани. Таму овој стак да падне, ние треба да почне со припрема на површините. Во колку не се пуштат субвенциите. Ние мораме некој да се снаđеме. Оризопроизводителите бараат пратениците од третата изборна единица да дојдат и да ги поддржат. Воспротивно најавуваат бојкот на пописот и престојните локални избори. Во моментот има благо опаѓање на откупната цена, информираат од иницијативниот одбор. Оризот од сортата Сан Андреа што се продаваше по 41 денар, сега се откупува за само 37 денари.